Драги мои, добар ден. Време е за нов старт на ново издание на Црвена линија. Даравелски уредно се појави на граничниот премин Табановци. Си покажа пасош и ги подсети надлежните дека за него издадена потерница. Практично сам себе се уапсил. Ги вџаши полицајците на Табановци. А дали ќе ги остави со прст во уста затворските чувари, ќе дознаеме наскоро. Правдата е спора и кај да е, ќе стигне. Арно, ама кај нас истата е и неефикасна, па делото речиси е застарено. Заев со иронија го најави враќањето на Груевски на бел конј. Може би и не било иронија. Можеме ли да го очекуваме враќањето на Никола? Како е да е, тука стартуваме со Црвена линија. Јас ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на социјалните мрежи. Профилот останува из Црвена линија. Сега го потсетувам да се заследи и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што можете секојдневно да ги читате нашите теми, како и оваа денес, и меѓу другото да лекнувате, шернувате и коментирате. Ќе се позабавиме и со она што го пишуваат твитерџи на оваа тема, а сега ко најголемо добре дојде за сите оние кои што не заследиле на Инстаграм, затоа што доколку го сторите тоа Инстаграм Црвена линија и кликнете на Инстаграм стори, ќе ве пречекаме со ова анкета. Денеска ве прашуваме дали овие дупки во законот важат и за обичниот народ. Одговарате со да и не, кликате на одговорот за кој што сметате дека треба да стои на ова прашање, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Како да е, телефонскиот број останува ист 023070005, а Црвена линија ве прашува треба ли дело затворска казна да застари кога обвинетиот е во бегство. Што мислите? Сега во продолжение останува да ве загрееме и со последниот прилог на колегата Огнен Чанчаревки. Доколку Драган Даравелски повторно стапне во судница во Скопска единица, е слободен човек, бидејќи според законите и процедурите, гонењето за кривичното дело кој тој го сторил е застарено. Денеска тој очекувано преку својот адвокат Душан Шарановиќ од Скопје во кривичниот суд го достави барањето за повторно судење. Адвокатот Шарановиќ не беше расположен за изјава и коментар на што се темели барањето, а од кривичниот суд пак соопштија дека е формиран предмет и за тоа ќе одлучува кривичниот совет. Оформен е предмет кој е распределен пред надлежен кривичен совет за понатамошно постапување. Советот, согласно законските надлежности, најпрвен ќе се обрати за податоци до установата каде истиот е на издржување на казната затвор, а потоа предметот ќе го прати на мислење до основното јавно обвинителство. По комплетирање на списите, Советот закажува седница и по донесената одлука, странките и јавноста ќе бидат благовремено известени. Од Кубановскиот суд, кој според местото на живење е надлежен за извршување на затворската казна, информира дека нема застарување на извршувањето, бидејќи не е изминат законскиот рок кој стекува во 2028 година, а тоа се должи на барањата за екстрадиција со кои се прекинува течењето на роковите. Со оглед дека од последното преземено дејствие од страна на судот нема изминато период од 10 години, ниту пак изминало два пати онолку време колку што според законот се бара за застареност на извршување на казна, застареноста не настапила. Од Министерството за правда се повикаа на информацијата од Кумановскиот суд дека апсолутна застареност на делото на Даравелски е во 2028 година и нагласија дека нивните ингеренции се однесуваат само на постапката за екстрадиција. Министерството за правда е надлежно да постапува само и исклучиво во постапката за екстрадиција. Немаме надлежност да толкуваме постапки на суд. Дали ќе му биде повторена постапката или не, тоа е исклучиво во судска надлежност. Последен пат е барана екстрадиција за Драган Даравелски во јуни 2020 година. До сега немаме добиено повратен одговор од Србија. Претходно се поднесени барања за екстрадиција во 2004 и 2013 година. Клучот во тоа дали ќе биде одобрено повторно судење на Даравелски лежи токму во барањето за екстрадиција од 2013 година, кога тој е уапсен во Србија и во членот 456 од Законот за кривична постапка. Таму во став 1 децидно е наведено дека повторно судење со негово присуство може да се одобри доколку тој поднел барање во рок од 364 дена, откако дознал за пресудата со која е осуден во отсуство, а тоа не е сторено во овој случај, бидејќи барањето е поднесено денеска.
Но во став 2 од истиот член пак е наведено дека повторно судење може да се одобри доколку Србија побарала и добила гаранции дека на Даравелски ќе му биде дозволено повторно судење во негово присуство, што Македонија го има направено во 2014 година. Останува на кривичниот совет да одлучи дали ќе го прифати став 1 и ќе го одбие барањето на Даравелски или ќе го прифати став 2 и ќе го одобри барањето за повторно судење. Она што е јасно е дека доколку има повторно судење, ќе има само едно формално рочиште на кое или обвинителството ќе го повлече обвинението или судечкиот совет ќе констатира застареност на делото. Даравелски во отсуство беше одсуден на 7 години затвор во 2007 година за злоупотреба на службената положба и овластувања. Според пресудата, тој го оштети државниот буџет за 2,5 милиони евра во периодот од 1999 до 2002 година. А сега наред сте вие. Црвена линија подсетуваме, ве прашува, треба ли дело затворска казна да застари кога обвинетиот е во бегство? Одиме со првиот гледач за денес. Верувам дека веќе го имаме на линија. Ќе ве подсетам 02307 0005 телефонскиот број со кој што директно ќе бидете вклучени во црвена линија и задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден од црвена линија. Нека добра вечер, ја ќе да Нека биде и добро вечер. Во секој случај драго ни е дека Ќе воеме 4,5 тоа и заоѓа сонцето. Така, драго ни е дека еве со вас ќе го пробиеме мразот во ова денешно издание. Па затоа вака ја вртим работава. Тебе кои ги слушам ова, викам од кај да почнеме? Од судот, од судството. Па секој кој дошол, добро дошол. Дали Никола, дали како беше свртите во логото понатамо, не му го памтим името. Парите. Зборуваме за парите. Тие се наши, македонски пари. Ако ги остават парите во буџетот на Република Македонија, велком и Македонија. Добро дојдовте во Македонија. Сакам и ова да ве прашам, треба ли според вас дело затворска казна да застари кога обвинетиот е во бегство? Слушајте, ја уште не сум слушал. Еј. Да ве следиме, продолжете. Па не, затоа вика касниме тонот мој кај мене 5 секунди е понапред отколку сликата кај вас, затоа не можеме да се разбереме. Затоа некој треба да молчи. Да, јас сум во право. Јас сум во право кој кажувам да нема застарено дело. Кажете ми во Австралија, во Америка, во Канада, на 88 години, на 90, кои ги казуваат пред умирање и кажуваат дека тогаш се направиле злодело. Благодарам многу, го цениме вашето учество и пред се тоа што го кажавте јасно вашиот став, а за да нема доцнење на тонот и особено за да можеме одлично да се слушнеме и секој нареден гледач ќе го подсетиме на златното правило, а тоа е дека по вклучувањето во црвена линија намалете го целосно тонот на ТВ приемникот и да зборуваме телефонски исклучиво преку слушалка. Одиме со вклучување на нов гледач во црвена линија. Добар ден или добро вечер. Добар ден, Тина Дамофина. Благодарам многу и еве, како ги коментирате овие настани со оглед на тоа дека на граничниот премин беа изненадени од појавата на господинот Даравелски? Вака сега, значи прво треба да разјасниме две работи. Што е кражба, а што не е. Значи се што може да се фати испод рака, тоа е се кражба. И тоа беше прва лекција на економски факултет. Јас го знам професорот како рече. Се е добивка додека не ве фата. Тоа од кога ќе ја фата, значи тогаш е кражба. Значи првата работа. Сега, во Германија, не знам сега законот, вие треба да си го проверите. Дали е тоа така? Нема застарување, значи на дело, поготово проневера на државни пари. Значи тие пари се наши лични пари од што сме плаќале даноци на даночни обврзници. Према тоа, треба да се има закон кој што ефикасно и брзо треба да делува. Во Германија, во Данска, во Холандија, во Шведска се делува така што за 28 работни дена се излегува со суд, судска пресуда и значи цело време имотот му е под блокиран, значи, и распродажба на имотот и така да сите што се негови долгови се подмируваат. Доколку нема, значи тогаш лицето оди по други работи. А затворската казна е
значи дело, значи со кое се квалификува дека тој Ке подсетам само да се внимава на тајмерот 90 секунди, но тоа не значи дека не можете повторно да го завртите. Нашиот број 5 линии се отворени, што значи некој слободно може да искористи по неколку пати своји нови 90 секунди. Одиме малку кај Твитерџи, ке стартуваме со твитот на антагонист кој што напиша: што име заедничко на Даравелски? Ајде сега ќе пречекаме малку и да го видите и вие, бидејќи да не изгледа само ви читаме, а не гледате што. Антагонист напиша што име заедничко на Даравелски, Мијалков, Груевски, Жан Митрев, Ден Дончев, Талески и Јанкуловска, освен криминогеноста. Ке прочитаме и уште еден твит, а ова е еден ретвит, подобро да речам, на објава на Јабанџија. Комшија напишал: Даравелски ке преноки само, 10 години помина во Србија, делото е застарено, а ти удахни дубоко и нема да го дочитаме, ова ќе го прочитате сами. Како и да е, ова се реакциите на Твитер заедницата. Твитерџи знаат да бидат понекогаш и безмилосни во своите коментари, но она што е најважно е дека ние остануваме на нашата патека, тоа да ве вклучиме директно во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Па на темиве се доста интересни, актуелни. Па треба ли е дело затворска казна да застари ако обвинетиот е во бегство? Па макар и 20 години. Не треба, не би требало и не треба да застари. Истото можам да кажам за Драган Далаверски, дека тој негде проневери или одзеде пари или да не наречам украде од Македонија околу 20 милиони евра. Јас случајно лично сум се сретнал во Белград со него, каде што тој слободно се шета и ги трошеше парите, каде што најверојатно купил преку 20-30 станови и така натаму. Значи, македонско законодавство, истото се случи и со Груевски, и тој доста има проневерено средства и пари и се шета слободно во Будимпешта. Така да, тоа треба, ако случајно има некаков законска регулатива да застари делото доколку е во бегство, еве праксата покажува дека тоа треба да се смени. Така да не би требало да застаруваат делата, затоа што еве може да гледаме дека 20 години не се така многу долг период. Имате уште неколку секунди во ред. Ако е тоа, се големо благодарам. Секако продолжете да не гледате, бидејќи може би ќе добиете инспирација повторно да се вклучите, па и меѓусебно да развиете дискусија. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден или добро вечер. Да, добар ден. Добар ден. Според вас треба ли дело затворска казна да застари ако обвинетиот е во бегство? Видете, искрено да ви кажам, приведејќи, јас сум човек кој што правниот систем го работил 30 години. Ако е некој во бегство 30 години? Во кривичниот правниот систем ниедно дело кое е изречено не застарува ако се обновува постапката негова. Приведејќи овде кај Драган Даравелски имаме ние обновување на постапката за екстрадиција од Србија во 2020 година, последното барање за екстрадиција во Македонија. Така да, нека овие адвокати наши да не се занесува многу пари ќе му земат, дека ќе го поништат делото и дека ќе застари делото. Денески веќе имаме изјава од судот во Куманово. Тек 2028 година застарува делото. Не сега. Затоа, лице кое што сторило тешко кривично дело, како Драган Даравелски, со 2 милиони евра избега во Србија, тоа се дела од тешко значење и се судат онака како што треба, судот што ги пресудил и тој треба се годли тој затвор и парите да ги врати назад. Ако се сеќавате, имаше денески пишан документ, Санадер му го зеле цел капитал. Така и овде треба капиталот на Драган Даравелски да се заплени, за да ги врати парите во касата на буџетот на Република Македонија.
Благодарам и вам за јавувањето. Еве следниот гледач можеме веднаш да го прашаме според ова што се случува, можеме ли да го очекуваме и враќањето на Никола. Добро вечер и се надевам дека се слушаме. Да, се слушаме многу убаво. Па еве, што мислите според Севова, можеме ли да очекуваме и враќање на екс-премиерот Никола Груевски? Во ова држава кај што живееме сите ние тука, нема што не очекуваме. И тоа најнормално ќе дојде денот кога ќе се врати човека. А според вас треба ли да застари дело иако обвинетиот е во Според бегство? мене и според сите не може да застари кривично дело. Значи не би требало најнормално онака људски да се размисли убаво. Јас имав една недозволена трговија со 500 кила праски од Душан Чирич од Кавадаречка од 89-та во бивша ју. И уште делото ми стои таму во МВР дека јас сум направил прекршок со 500 кила недозволена трговија праски сум имал. Како може тоа да биде уште во компјутер, а да остарат дела, милионски цифри што се плячкани од оваа држава? Па одлично, Не е само еве, Даравелски, кажете ми не ова, мога. дали овие дупки во законот според вас важат и за обичниот народ? А, не, за обичниот не важа. Други критериуми има за обичниот. За обичните смртници ништо не важи. Само за тие екстра класата VIP што се тие во државата и толку. А не треба да застареат за Даравелски. Сите се како него, нема тука поварен. Фати го од тој што чува тамо на врата во Министерството и во институт. Благодарам што ги искористивте и вашите 90 секунди, ако сте желни и за ново вклучување, не ве сопираме секогаш во црвена линија, може и по неколку пати. Ајде сега повторно кај Твитерџи. Ефо напишал, 20 години се криеше во Србија, ама ете успеа со заеви да договори амнестија. Уште и ке му платат оштета за малтретирање, како ми исчезна сега, уште и ке му платат оштета за малтретирање што го задржале на граница. Жан Митрев е нивни северџан, мислам дека и тој ќе договори сума за рекет кај муртинците. Ете вака коментираат на Твитер, а што ќе соопшти и следниот гледач ќе дознаеме во наредните 90 секунди. Добро вечер. Ало, Секој добро, вие сте во црвена линија. видите, јас сакам да зборувам за дали ќе можат да застарат делата. За личности или за кои избегале од државата, се судени овде, да нема застарување за такви дела, нема застарување. Тоа може треба да се мени одма под итно законот да го менат, оди тие веќе направиле криминал, ја ограбиле државата и сега избегале, ќе седат 20 години таму или 10, па ќе дојдат овде па да се живеат. Значи, тука треба секој ден граѓанин такви работи да ги осуди. И една многу важна работа. Судо, оне што го судува треба да биде исто равноправно со сите судови во другите држави, особено во Европската Унија. И секој ден што ќе направи криминал овде, ќе укради пари, како ќе избега во друга држава, ако е осуден овде, треба таму, ако судо, нивната држава, судо треба таму да го осуди, тој таму да се одлежи казната. А не таму да се живее, како што кажуваат, онако да се прави багатела или бизниси да тира таму, и се оп, ќе дојде тука од сопствената држава и ќе биде ослободен и поново ќе почне да прави такви малверзации. Значи тоа значи дека едно имаме незрело општество. Најважна опомена е и најдобро е сите судови да работат транспарентно и исто. Например, не може тоа куклари во Македонија пари, па во Маđarска да не го судат. Се знаат кривичните дела се... А дали овие дупки во законот важат и за обичниот човек? Видите, не само за обичниот човек, ако вака важи законот како што велам јас, еден ќе нема да се осмели да украде или да ќе важи, сигурно може да важи, како да не важи. Не може ние да крадиме да... Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму, имаме нов гледач во црвена линија. Добро вечер. Видете, ние сега и онака треба да го менјаваме уставот, па мислам дека во делот на имунитетот и треба да се додаде и ова, да се одзема дека во оваа држава ќе никој дека нема имунитет и дека ќе нема застарување на кривични дела. Покај тоа што треба да завршиме работа во преамбулата.
Тоа е точка. Она што прашавте дали законите се применуваат исто спрема сите граѓани. Па ја ви кажам, имате пример Горан Груевски и другите граѓани. Другите граѓани жалбите на решенијата за притвор ги чекаат во притвор. Горан Груевски 3 дена се шеташе низ градов и третиот ден се избега за Грција. Значи не се применуваат. Третата работа што е? Овдека ова е договорена работа, да ви кажам право, од напред. Значи ова се знае што е приказката. Меѓутоа судот не смее да дозволи повторување на постапката затоа што Драган Дравилски не од причини што беше болен или се лечеше во странство па не беше во државата, туку затоа што весто се криеше позади двојното државјанство во Србија избегнуваше. Он имаше за овие 20 години колку сака време да дојде и да обжали пресудата и да бара повторно пресуд. Меѓутоа ова е бидејќи веќе при крај застарувањето, фактички ако му судоволи барањето, он ќе искочи и за 4 години него ќе му застари. Знаете она, еве гледаме како застаруваат. Ова е договорена работа. Така да судиите не сме да се изглупираат да му дозволат повторување на постапката. Завршено е за него енде. Имал он право 20 години да го бара тоа, но во иднина подхитно треба, реколе, на запад нема застарување на дело. Благодараме ми вам за јавувањето. Да има повторно на Твитер. Брей напишала: Дравилски се врати. Сега може да го правиме пратеник, председател на собрание, премиер. Карамбам Барамба допишал, не, директор на царина, има искуство човекот. Па еве, како го коментирате и вие лично овој твит? И меѓу другото, воопшто, дали сметате дека дело затворска казна треба да застари кога обвинетиот е во бегство, па дури и повеќе од 1 декада? Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Да, ве молам. Ве слушаме одлично, се надевам дека и вие ме слушате мене и сте во црвена линија. Да, сакам да кажам дека нема да застарува ни едно дело. Не е тоа прекршочно па да застарува. Се слушаме? Да, продолжете, не ви одземам од времето. Да, извините. И затоа се јавувам дека правда треба да има за секој исто. А не дека он бил некој во држава работил, во царина и тоа и може да се игра како он сака. Тоа не е правда. Правда е за сите иста да е. Било за мене, било за кој. А по ова како беше уапсен Дравилски, сметате ли дека треба да очекуваме и враќање на Никола? Никако. Може он да се врати, да се одлежи казна. Нека се врати, никој му не брани. Добро, овие дупки во законот според вас важат ли и за обичниот народ? Апсолутно, дето важи за обичен народ. Обичен народ нема пари као он да дава на некој 1.000.000 евра или 2 и да си замине да го учи како да бега, да му застарева дело и таки работи. Разбирате? Мене е многу жал за народот овде, што пати овде само имат сила и До нас воопшто не ни е жал што се вклучивте во црвена линија. Ќе потсетам, внимавајте само на тајмерот, а ако се чувствувате се разбирани да искажани, имате желба уште нешто да кажете, слободно завртете го повторно нашиот број. Добро вечер. Здраво. Здраво, како сме? Се надеваме добро. Па еве, според вас треба ли да го очекуваме враќањето на Никола? На некој граничен премен? Па видите сега, ја ова вака го дефинирам. Покој да грешам, ја многу, пази, секогаш кога сум се сомневал во нешто, излегувало точно како ја што сум го кажа. Ова е америчко масло, значи, нели беа тука, дојдоа на брзинка некои си као експерти, тука амбасадорката од Калето као се залагаше за да се корупцијата разбие. Она, ако толку има желба да разбие корупцијата, митологијата и сите тие работи, не мора друг пример. Еве еден пример, Смилко Стојзеро. Тие двојцата што избега у Косово, што не се екстрадирани овдека, во бегство се осудени, нивде ги прати овдека. Не да збира збирштијата по бели свет, како овој 20 години го немало. Значи, тука едино ако е нешто болен, па како тој Андрија Артуковиќ, па да се лечи овдека да го спашава државата да не умре.
А иначе сум бил сведок на враќање, повраток на човек што изгазил две млади момчиња на времето 90-тите години, отиде по Америка или по Канади, се врати тука и никому ништо, живееше уште едно 6-7 години и умре од природна смрт. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам. Продолжуваме и понатаму, одиме со твитот на Димано, трендинг Даравилски. Тоа значи дека во тренд во моментот деновиве е случајот со Даравилски, но интересно е дека со сликовит приказ е покажана сцена од филм каде што човек од преисторијата доаѓа во модерното време и прашува која година сме сега. Се разбира саркастично со оглед на тоа што по цели 20 години Даравилски ги изненади и луѓето на граничниот премин, каде што уредно тргна да премине границата, покажувајќи го својот пасош и така подсетувајќи ги граничарите дека по него има потерница. Како и да е, дали треба според вас едно кривично дело да застари со оглед на тоа кога обвинетиот е во бегство, па дури преку 20 години. Добро ден или добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Па еве, што мислите, треба ли да застари едно дело? Зависно за што е судењето, не треба да застари. Ако ме прашате мене. Пратете до крај. Дали Груевски би се вратил? Да, треба да се врати. Не дека јас го сакам толку Груевски, ама кога се изгоривме на тие што дојдоја овие 6 години, Груевски беше злато за Македонија. Така да, треба да се врати на голема врата. Гледаме што се прави, гледаме што се случува со Македонија, гледаме тирански платформи ТНДС, гледаме како е подават државата ВМРО и СДС на свети партии. Јас не знам што е чудно сега да се вратил човеков. Па ќе се врати, ви реков, не дека го сакам, нема подобро. Нема подобро. Сака пуште некој работи, ама ми ги седовте од устата, жалосно е ова што се случува. А според вас овие дупки во законот важат ли за обичниот народ? Не. Тука е просто и немојте и другите да ја прашувате. Тоа за обичниот народ се знае. Овде имаш градоначалници газат на пешачки, па одат условно 6 месеци затвор, а за кучината таа што јоте, па овој ќе го судиме. Што ќе судите, бе? Благодарам за вашето учество и вашите 90 секунди во ова издание на Црвена линија. Останете да не следите и понатаму. Вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, Тинче. Сакам да те пофалим со бајле за колото на среќа секој ден. Да, сега сум во мојата телевизиска канцеларија. Да си жива и здрава. Вака да ти кажем, Тинче, не треба ништо да застаревува. Значи, овој што се со овие застарувања, со овие што ги оправдуваат, овие како да ги накажем, за тој Македонија толку пропадна. Абе нема, а за обичниот човек, тој одма дека нешто ја баш знам, таму мајка ми беше дала едно имање, нели да не сум знала дека да отидам да прашам, застарело делото, значи за нас обичните граѓани застарело, а за овие нема. Тинче, више кој да се брати, да ти кажем, дека више тоа е више нема потреба. Знаеш, од порано викаше ја бегајте од политика и од матика, значи од матика сите избегаа, дојдеа у политика, али сега Тинче почнаа да бегат и од политиката. Зашто еве све што се работи во овај наша Македонија, па поготово овој толку години да га нема, па да му ете се парите прати, а сиромашниот и за останати плати. Ке посетам само, внимавајте на тајмерот. Големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Се префрламе повторно кај твитирџи. Јанко Бачев напишал: Оливер Спасовски со ефтин маркетиншки трик. Бомбастично објави апсење на Даравилски, а тој со семејството после 15 години си оди од Србија за Македонија преку граничниот премин Табановце, што значи дека веројатно е настапена застареност на затворската казна и си оди дома. А дали сметате дека дело затворска казна треба да застари кога обвинетиот е во бегство? Добро вечер. Дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Добро вечер.
Јас сум на линија. Да, вие сте, повелете. Благодарам, вака. Прво, ниједно дело не треба да застари, затоа што има правосилна пресуда. Меѓутоа, овдека господата имат погрешна пресметка, дека му застарело делото и рачнало дека ќе дојде дома и ќе си продолжи да живее нормално. Меѓутоа, треба, ако треба и законот да се промени, значи, за дела кои што се извршени во државата, а некој се дрзнал да избега од државата, па автоматски тој треба, значи кога ќе дојде, од тогаш да почне да му важи лежењето на затворот и да издржи казната. Но кога ќе доаѓа вамо, ако мисли да дојде без торбите, куферите кои што ги понел со себе, односно да ги врати празни, односно да ги врати полни, онолку колку што понел да врати назад, значи затоа што се наши пари, ваши пари, тие се пари на државата, на народот македонски. Ако он мисли за сопствената држава, ако он мисли за сопствениот народ, воопшто прво не требало да го прави тој престап. Бо тој не требало да ако веќе го направил, не требало да бега. Значи тој требало машки, достоинствено да докаже дали е виновен или не е виновен и да се одлежи казната што се вика до крај и да докаже значи дека е виновен или не е виновен. Овдека треба значи со закон да се каже независно тоа кога ќе се врати и како ќе се врати, ако сака и на магаре нека дојде, но казната мора да ја одлежи онолку колку што му е прописано. Благодарам за јавувањето. Одиме со твитот на Саздо. Така да и кога ви ги читам твитовите, слободно ве можете да се надоврзите да кажете некое свое видување, бидејќи не случајно ги читаме и јавно. Саздо напишал, што се крие зад враќањето на Даравилски во земјата. Дај поставете еднаш нормално прашање. Зошто таа братска Србија не го екстрадирала овој криминалец сите овие 20 на години и да нема прекјутен договор за неиспорачување на криминалци? Меѓу другото, ќе надополниме со прашањето дали треба да застари дело затворска казна, иако нели осудениот обвинетиот е во бегство и тоа повеќе од 20 години. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Поздав на телевизија, само телевизија. А јас сакам да кажам, не треба да застари делото. Да се донесе нов закон. Колку години? 100 години не занесат. А тоа е само за луѓе. За овие едите ниви. За Црвено, за цитите не. Ајде се пе, за Димовски, у Бугаје си избега. Затвора не он. Затвора. Си доаѓа човекот, кога доаѓа, ординација во Софија, тоа каже, абе јас чува, овие ајдуци ги затворил, 100 години. А днес, сега го се жали, да му се накачи казал. Да се му се накачи казал. Што е бе 7 години на толку пари? 7 години. 7 години, се па не може да. Да му се накачи казано. Да му се накачи. Ама не може од сега. Има српско држава, српско обараат назад. Ја имам прашање до вас. Еве, дали сметате дека овие дупки во законот важат и за обичниот народ? Не. Јас лече 4 дена за имах прекршен по ова погрешно паркирање. 4 дена одев во затвор. Интересно е тоа што ако нешто во ова издание на Црвена линија како никогаш досега едногласни се сите гледачи и го даваат идентичниот одговор, тоа е едноставниот збор не на нашето анкетно прашање дали овие дупки во законот важат и за обичниот народ. А интересно е дека на Твитер профил пред времето напишал Драган Даравелски за премиер. А да видиме што ќе каже и следната гледачка или може би гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Драган Даравелски бил во бегство и застарело неговото дело. А дали Владо Вучковски беше во бегство што неговото дело застаре и дури го назначија специјален представник за преговори со Бугарија. И одеше во Бугарија, трошеше народни пари таму по хотели, јадеше, пиеше и над 1000 евра плата му дава. Зошто не по
поставите прашање за Владо Бучковски зошто му застави Еве, делото, вие а го тука беше. поставивте најдоброто прашање, така да од тука ќе продолжиме со вашето прашање. Одлични сте. И Заев, еве, тука беше, требеше да леже за Глобал, а аболиција му дадија. Зошто тоа така, отина некој обичен човек што е смртник, овчарли, говедар... Кажете ми, овие дупки во законот важат ли за обичниот народ? За обичниот човек не важе, што и да направи еден леб да откраде, ќе го затворат и ќе го малтретират и ќе го тепат у полиција, зошто го открадил лебот, а гладен бил. А вие што продават Македонија, што уништуват, што крадат од царина, од народ, од ваму, од таму, тие дури го наградуваат, не го затварат, тук го наградуваат. Дали Заев излеже за Глобал? Што направи голем криминал. Туку дури дојде премиер да биде за име да смене и да униште Македонија. Дали Бучковски лежеше, што направи криминал со тенковите? Дали Таравелски или некој друг ќе леже у затвор од тие што уништуват Македонија и што го уништуват? А да очекуваме враќање на Никола Груевски? Па треба да го затворат. Така, благодарам многу. Ако не беа доволни 90 секунди, слободно јавете се во црвена линија. И секако, еве, слушнавте прашање кое што ви го постави и гледачот. Така да одиме понатаму и вклучуваме и ја продолжуваме дискусијата со нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Дали може малку погласно, многу слабо ве слушам. Ало, добро вечер. Добро вечер, секој е добро. За сите добро, па и за нас. Може ли да се враќањето на Никола Груевски да се очекува? Нека се врати, ако е прав. Нека се врати, ако е крив. Па нека се врати, нека си одлежи ако требе. Ама не требе, Јанкуловска ја осудија без потреба. Оти него осудат Османи, каде е делото на Османи? Нигде го нема. Оти Бучковски сега предходниот што кажа, каде е неговото дело? Сите грабат од народот, сите крадат и сите се наградени. Димовски беше ли у Турција, лекарот? Ги оставили без станеви луѓето, ги остави без имотни листови. Поумреа луѓето, ништо не добија. Он се доби, он па има слободен живот, а обичниот смртник нема. Ем збирал цел живот, ем тоа ќе му го земат и животот ќе му го земат. Срам да му е, арам да му е на нашата елита што ги биравме, да не водат на добар пат. Тие ни искрадоа, не понижија, не поценија, не согазија и на крајот викат народот е крив, народот не знае кај оде, они на која врата не водат. Нема правда, нема судство, се е зинато за пари. Дај толку пари, слободен ќе бидиш, коли беси, кради, лажи. Благодарам и вам за јавувањето. Сега во продолжение еден твити на Зоран Гогушевски. Напишал: почна да се враќа диаспората. Еве Даравелски. Дојде животот, од утре е на слобода. Да живее Македонија каде само сметка за телефон, струја и вода не застарува. А ние понатаму продолжуваме да ве прашуваме дали воопшто треба дело затворска казна да застари кога обвинетиот и ево бегство. Меѓу другото, од ова искуство со тоа што Даравелски самиот премина граничен премин Табановци и тука беше сопрен од полицијата со оглед на тоа што по него има потерница повеќе од 20 години. Дали треба вакво доаѓање да очекуваме и на екс-премиерот Никола Груевски? Одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач. Здраво. Здраво, секој е добро, вие сте во црвена линија. Секој е добро, фала. Даравелски си го купил мирот овде, затоа си отиде, си го купи мирот гору Србија, за да не биде екстрадиран во Македонија и сега си дојде кој што знае дека му е колку време му треба, толку време ќе си воседи, дали ќе иде нема, ништо никој не знае. Важно си има математика човекот. А најголемиот патриот, најголемиот македонец избега од државава, па сега дали ќе го враќаме? Па зар ни треба такви претаски? ние да го враќаме. Даравелски самиот си дојде на граничен премин. Не зборам за Даравелски, тој е најголемиот македонец. Македонецот патриотот Груевски. Тој дали треба да се, тој патриотот, големиот македонец. Дали тој треба да се врати? Ја ќе ви го донесам с души ако сакате. Ама дали треба да се врати?
Нели патриот е македонец, него ли ги тераше 12 и 16 години ги лжеше македонци патриоти, отидевме у гради. Други не водат државата, не ни води тој држава. 20 на година живееме у заложништво од друга држава, од други лица, албански партии. Кажете ми, според вас овие дупки во законот, дали воопшто важат и за обичниот народ? Не важат, за никого не важат. Само за обичниот народ важи. За тие не важи. Кај сте видели вие некој албанец да биде затворен? Благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Секако охрабрувам да останете до крај, да слушнете што ќе кажат и останатите гледачи. А Крсте П. Јовановски на Твитер напишал ова едно прашање, па еве вие можете да му дадете одговор, Даравелски или Далаверски. И додека мислиме на кој ќе биде одговорот, одиме со реклами. По рекламата повторно со Црвена линија ве прашуваме треба ли дело затворска казна да застари кога обвинетиот е во бегство. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Црвена линија. И убава вечер. И најубава вечер нека биде. Така, и темава ви убава. Пред се да им кажам на сите гледачи, не продавам јас правда или право. Ние доживеавме после комунизмот да добиеме демократија. Овој систем кој го имаме сега е широка демократија. Знаете дека со пари во демократија се човек може да успее. Така да се чудиме некогаш кога се дешаваат во судството некои работи. Да тие закони кои што веа во системот на комунизмот, тука се сега. Се уште немаме измени во правниот систем. И така да тие се мали точки како да се изразам една запирка се употребуваат во тој систем кај што сега е демократија. Далаверски сам направи грешка, многу ми е жал за него, ако е темата за него, беше пошто за него. Он што избега? После 15 години сега на граница сам се пријави. Сам си направи грешка. Прво што избега, па сега ќе го одлежеше своето дело. Мислите дека сметал дека сме заборавиле дека има потерница по него? Не, он си влегувал неколку пати, сега случајно го фатиле. Издаден е. Ова е масно и шпионажа дека е издаден. А за обичниот граѓанин ни најмалце не важи овој закон. Пошто не може да плати обичниот граѓанин. Кој може да плати? Само висок функционер кој што има пари. Он не е осуден за 5 милиона. За 5 милиона, еве јас за 2,5 милиона ќе го одлежам неговото дело. Го подпишувам јавно за 2,5 милиона евра. Како да е, барем ние сите знаеме дека слободата нема цена, но драго ми е дека се вклучивте во Црвена линија. Вие ќе бидете и последното вклучување за ова денешно издание. Време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Тука ќе ве потсетам, не заборавајте дека можете да не следите и на Facebook Црвена линија и секако Телма телевизија. Најдобро информирани ќе бидете, се разбира, доколку кликнете и на telma.com.mk, ама ако сте дел од Инстаграм семејството, секојдневно ќе бидете дел и од нашите анкетни стори, прашања како и ова денес. Дали овие дупки во законот важат и за обичниот народ? Со да одговорија 21% од инстаграмчи, додека со не одговорија 79%. И тука, драги мои, е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Јас сум бескрајно благодарна за сите вас кои што се вклучивте во денешната дискусија. Ве поканувам, вие кои што не сте го направиле тоа, да го направите утре, бидејќи во истиот термин повторно ќе бидеме заедно. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, што значи сте во сигурни раце, а јас и вие во нашиот стандарден термин со нови предизвици и нова Црвена линија. Довидување од мене.